сите и младите и пензионерите да имаат достоинствен живот во Република Македонија. И затоа сакам пензионерите да не ги злоупотребувате, да не им кажувате дека токму сега им покачувате нешто што им следува законски. Се залагаме за консолидирање на пензискиот фонд, за зголемување реално на пензијата секоја година врз основа на трошоците на живот и да имаат достоинствен пензионерски живот до крајот на собствениот живот. Најавувам нова мерка, воведување на државна социјална пензија за секој граѓанин кој што нема работен стаж или нема доволно од 15 години. А тоа би било 70% од просечна пензија во Република Македонија. Да има секој граѓанин можност достоинствено да живее. Затоа ја бараме поддршката. Оваа битка мора да биде и битка за Куманово. Да овозможиме преку владата на Република Македонија да и се помогне на општина Куманово, да се помогне на градоначалникот, на советот на општина Куманово, да се реализираат врвни проекти. Јас ќе кажам дека во нашата програма за Куманово имаме 3 приоритети. Првиот е целосна гасификација на општина Куманово, нешто што го започнавме први во Република Македонија и кое што знаеме и можеме да го направиме. Второ, да оделиме средства од буџетот на Република Македонија, пари кои што ги собираме од граѓаните на Куманово и трајно и целосно да го решиме проблемот со водоснабдување. Да не ни се случува ова што се случува денеска, да водат политика со водата во Куманово. Да има некој директорче на водостопанство во Куманово која ќе му текне да ја исклучува водата само за постигање на политички поени. Меѓутоа и за тоа се одговара. И на крајот да направиме се државата да изфинансира една санитарна депонија за собирање на цврстиот отпад во општина Куманово. Тоа е потребно за да го заштитиме и Куманово, и околината, меѓутоа и да заштитиме Република Македонија. Ова се реални проекти кои што можеме да ги изфинансираме и за кои што земаме обврска. Меѓутоа земаме обврска и за младите, да овозможиме да бидат дел од администрацијата, да им помогнеме да останат во Република Македонија, затоа што ова е вистинска борба, борба на оваа генерација. Ве повикувам да се приклучите во оваа битка, да одработиме до 11 декември, да поразговараме со секој човек и во населба Гоце Делчев и во Куманово, затоа што треба да се избориме за живот во Куманово, за живот во Република Македонија.